Утре вечер со почеток од 20 часот ќе се одржи големото финале од големото талент шоу Патот до звездите. По тој повод, овде во студиото, ова утро се поканевме тројца финалисти, Магдалена, Софија и Бранко. Добро ви утро. Добро утро и на вас. Дојде тој момент, утре финале, така што не го прашувам од куртоазија прашањето како сте, туку на вистина. Сега не би сакала да сум во кожата искрено. Како се чувствувате сега? Да? Прекрасно. Ајде најискрено, кој од вас тројца е најголем тремачија? Ја не би се пријавил. Не спаѓаш во таа категорија? Знам да имам трема, но не е толку голема. Таа трема која секогаш ја имаме пред да настапиме. Да, тремата колку што може да наштети, од друга страна може да биде и корисна. Продуктивна, корисна, што значи пред настап како се чувствувате? Што ви проаѓа низ глава? Нека одговорност да биде секако што треба да излези. Тоа е. А инаку да кажа па многу трема може и да наштети. Повеќе како возбуденост. Само позитивно треба. Ајде се малку да се навратиме назад, имате веќе гостувано, така што не мора да зборуваме точно како се имате пријавено, но ме интересира од првиот момент кога се одлучивте на ова. Дали некогаш си рековте што ми требаше ова? Што ми беше мирен животот предходно? Не. Ниту еден од вас? Не. Што очекувавте од самиот старт? Прво, очекувавте ли воопшто дека ќе дојдете до финалето? Искрено, лично јас не дојдов без никакво очекување. Значи, сакам да сум на сцена, ова некако ми дојде како пракса за мене, нели, да видам што како ќе биде. Реално само така сакам да пеам, сакам да сум на сцена, зошто да не. Искуство е пак, нели, големо искуство. Да се слушнат коментари од жири и критики нормално, што ќе ми помогнат понатаму, нели, во животот за пеењето, така да со таа цел дојдов усвари. Со таа цел. Вие зошто се одлучивте на тој чекор? Не знам, јас не знам. Не прифаќам одговор, не знам. Мене ми иди природно со оглед на тоа што имам и средно и факултет музички на пеење, така да природно нештото иди. А покрај тоа уште од првиот контакт, уште од самиот старт со продукцијата имавме многу добра комуникација. Бевме буквално не лабави, бевме окуражени од нивна страна и немавме никакво стегнување да имавме слободен пат до нештото, не како некој да ве стега, баш беше сето одеше како подмачкано. Софија? Исто така именно со музичкото училиште и се пријавив да си ја пробам среќата. Така. Магдалена спомена критики. Сега примате сигурно периоди всекакви. И добри, и добронамерни, обично во лице ги кажуваат добронамерните, а по социјалните медиуми ги пишуваат лошите. Како реагирате на критиките? Одеднаш сте изложени на сечи коментар. Секој има право да каже што сака. Прифаќам. Ја прифаќам бидејќи навистина некои критики ми помогнале да стигнам до тука каде што сум. Дали лоши, дали добри, дури понекогаш тие лоши коментари што ќе ги добиеме дали од суди, мислам дали од судија, дали од жири, нели, дали од некој друг, ни помага да дојдеме до тоа и да бидеме тоа што сме моментално, така да само треба да се прифатат тие критики. Вас ве има изненавирано некој коментар, некоја критика? Не. Секои критики се добродојдени. Ќе има критики, добри, лоши и треба да ги има. Пошто ако нема критика, тоаш не чини. Самата популарност вака од страна делува привлечна, но си има и лоши страни. Подготвени сте на целиот тој товар што го носи таа? Да. Тешко ќе е, сигурно. Но веќе ако сме избрали да сме ова, треба да, како што реков, треба да прифатиме тоа што сме, треба да ги прифатиме тие сите критики и да знаеме дека ова не е баш лесно и дека не изгледа така како што е, нели? Дека сепак овој пат не е баш така лесен и дека, но сепак да се треба се истурка. Ајде сега, како течеше самиот надпревар? Колку настапи имавте? Дали чувствувате дека се подобрувате од настап во настап? Дали... Да, тоа сигурно. Да. Првиот настап имаше повеќе
уште од старт не знаевме како што, но после следниот настап беше многу полабаво. Мислам, полабаво ние бевме повеќе олабавени, знаевме што, како, отприлика, како се движат работите и мислам дека сега во финалето ќе експлодираме, мислам дека. Колку сте задоволни од она што го постигнавте до сега? Па задоволни сме. Да? Мислам дека сите сме задоволни. Дали сте самокритични, дали сте премногу строги кон себе? Односно, дали може да на празен стомак да си ја изгледате снимката? Да. Или пак ве нервира се она што сте правеле, сте рекали требаше ова поинаку да го направам? Секогаш, мислам дека секогаш сите ќе си најдеме критика, да, бидејќи пак сме ние тие што пееме и секогаш ќе ја видиме таа грешка која што сме ја направиле, што другите например не ја виделе и не ја приметиле. Така да секогаш ќе се наоѓаме критики и секогаш ќе велиме дека нели може да е подобро. Да. Дека можело подобро да може. Сепак вокал е глас е орган, не е инструмент па да можеш да го свириш секој пат исто. Секој пат, дали е минимално, дали поголема, секогаш ќе има различно, секој настап различен мора. Така е, тоа е природа. А колку е различно она што ќе го слушнете како снимка од чувството што сте го имале во моментот додека сте изведувале? Значи може да мислиш брилјантен бев, кој ќе се слушнеш ќе речеш нешто утнал тонецот, не е до мене. Кај мене пример е обратно. Додека пеам, не се чувствувам убаво, нели нормално, но од кога ќе испеам, од кога ќе се ја видам снимката, ќе видам како сум испеала, сум као, па добро. Океј. Да, секогаш има на почетокот додека се навикнеш да си го слушаш вокалот е малку чудно, ама се со Не звучам јас Не, вака. Не сум тоа јас. На почетокот ја слушнавме Магдалена, сега да ви спочитуваме сите рамномерно, рамноправно, ќе ја слушнеме Софија, а потоа ќе зборуваме за главниот момент, а тоа е утрешното финале. Преминуваме на утрешното финале, подготвени сте? Колку, како се подготвувавте? Колку? Живи јајца, тоа јадевте, пиевте, се што треба? Не. Искрено не. Не. Смее се знае со што ќе настапите? Или се држи како некоја тајна? Па не би кажувале. Ќе Не. видите изненадување. Да ги заинтригираме да гледаат финалето. Мене друг момент ме интересира, да ги подготвиме гледачите, дека утрешното шоу ќе трае 2,5 часа. Така ќе почне од 8 часот. Да, со почеток во 20 часот. Она што ме интересира со оглед на тоа што е 2,5 часа, дали тоа значи дека повеќе песни ќе пеете? По 2 песни. По 2 песни. Да. Да потсетиме 6 финалисти, плюс двајца што беа одбрани по пат на Facebook, SMS гласање, така? Да, така. И да ги со оглед на тоа што немавме можност да дојдат и тие, да ги поздравиме, да им посакаме ним среќа на Јасмина и Имаат на поддршка. Мартин, да. Друг многу важен момент е што утре вечер се ќе биде во живо. Што значи друга димензија. Немате право на грешка, да ве заплашам сега малку. Сосем поинаку ќе е, така? Така е. Сосем поинаку е во живо, сосем поинаку е вака, преку, нели, со снимање. Иако колку што разбрав, немало преснимувања до сега, како Не, што од не. прва се. Но да. сепак чувството кога Друго е знаеш чувството. дека, не знам, ако падне рефлектор, дека од почеток ќе се Тоа е започне. што и да се случи, се продолжува. Да, не знам како да ме утеши. Не е проблем. Напротив, Да. јас мислејќи дека ќе има и одредена публика, ќе баш возбудата е поголема, баш ќе има пред кога да пеем и някој пред студио е малку постегнато, вака имаме отворена сцена повеќе. Аха. Да, и можеби кога се во студио имаш чувство дека можеби никој не слуша, никој не гледа, вака сега Да, ти вака. дише некој во врат. Сигурен и- дека те слушаат. Да, но не е проблем само таа публика таму што ќе биде. Да потсетиме дека во Штип ќе се одржи финалето во кабаре Клик. Не е само таа публика, туку знаете дека ќе ве гледаат луѓе кои што воопшто не ги познавате, нити тие вас ве познаваат и леле, кај ве пратя, кај мене ќе ве доуплашам. Најстрашниот момент што победникот ќе биде изгласан преку телевотинг, односно широката публика ќе одлучува.
Секако нели ќе одлучи жирито, но ќе се гласа, мислам ќе гласа и публиката. Да, до сега само жири, сега буквално луѓе кои што никогаш не и ве публика, сретнале, и да. жири. И до кои што тешко се допира. Ќе видиме. Как- Ќе кажат утре. Си имате некој план како ќе допрете до нив? Да. Ама нема да Секој кажете. ден. Нема да кажете. Ќе видите утре. Секој од нас има план. Ќе ви добро, че не знаеме што ќе пиете, не знаеме што ви е планот, но она што е важно за публиката во 20 часот, телефоните е во раце. Претпоставам дека тие веќе и ве следеле до сега, секој си има свој фаворит, но сепак многу они што немаат фаворит, утрешната вечер ќе одлучи. Така. Многу ве плаши? Не. Не. Добра. Добро, мислам дека ќе биде Не. пострашно. Добра. Дечки, за крај, се да не споднем дека како предстрелање, но што ќе изјавите за последен пат пред големото финале? Дека да сите искрено им посакувам, нели, им давам поддршка. Искрено посакувам се да си поминаме само најубаво и да ни е интересно. А за победникот, за кој, како и што ќе се случи на крај на денот не е ни битно. Сме дошле до тука сите, па и оние кои не дошле до финалето, пак биле, има искуство, така да тоа е битно. И мислам дека сите сме победници, така да тоа е се. Голем успех и до тука Да. да се стаса. Да, така да, тоа е веќе Најбитно е да се учествува. Така е. Олимпиското мото? олимпиското. Јас би сакал да ужива публиката колку што мислам дека и ние ќе уживаме. Да. Да. Да го пренесеме сето тоа уживање и да ужива во тие 2,5 часа. Што значи, колку што гледам и еве преку вас и минатиот пат Софија Кристијан кој ми гостува, не е направен врз вас некој притисок кој ќе Не. победи, па да помеѓу вас да се има ривалство. Важен е всушност патот. Да. Така. Затоа и нели патот до звездите, патот што го водите, а не самиот финиш. Така е. Така е. Ви посакувам многу среќа, иако само еден може да победи, но како што рековте, сите сте сме победници, победници, така што големи успехи да се стигне до овде. Ви благодариме. Благодариме. И јас ви благодарам многу, дечки, и се надевам дека ќе ни бидете и почесто гости, затоа што Тоа ни еве беше веќе мило што сме тука. започнува вашата кариера, ќе си имате и во иднина ваши проекти кои што ќе треба да ги промовирате. За крај, джентлменот го оставивме, Бранко да го слушнеме. Бранко, ај сам најави се. Што ќе слушнеме? Ќе слушнеме Оган под звездите.